Ние развиваме навигацијски систем наменет за операција на кичма, генерално на целиот рбет, но со фокус на кичма. Нашиот систем е многу мал, многу компактен, нема радиација за време на операција, што е многу важно како за пациентите, така и за самите хирурзи. И мислам дека за нас многу интересно се тоа се прави во Македонија. Значи, сите овие новитети, сите овие иновации што ги разговараме тука се made in Macedоnia, нели? Така да тоа е многу нешто што јас сум се осеќам гордо, многу луѓе, голем тим сме во Македонија кој што работи на ова и се што гледате како функционалност на системот е наш продукт. Хирурзите и останатиот персонал, сестри, техничари, статистиката вика дека кога се користат стандардни традиционални навигацијски системи, годишно примаат доза на радиација еднаква на 3000 рентген снимки. Значи тоа е рецепт за добивање рак, како да ви кажам. И дополнително многу важна група на пациенти која што пробуваме да ја таргетираме е во педиатриските болници и случаи. Бидејќи деца многу брзо се развива рак, многу брзо се шири и со многу помали количини на зрачење може да дојде до непосакувано дејство, а таму па уште поважно е да се навигира секој пршлен посебно, бидејќи се многу помали пршлените. Затоа постоиме ние, затоа сакаме да елиминираме што е возможно повеќе од радиацијата, за да може и во педиатриски случаи да помогнеме максимално. Сега, успеваме ние површината на пациентот, значи како што се гледа отворот што ќе го направи хирургот, да ја споиме со претходно снимката од компјутерската томографија која што гледа внатре во пациентот и всушност во реално време без да го зрачиме и без да ги зрачиме нели сите целиот персонал, гледа што се случува внатре во анатомијата на пациентот. И тука не е нашиот новитет. Значи немаме радиација за време на операција, многу сме мали како колку простор зафаќа, имаме само една количка на која што е ставен компјутерот и монитор и уште еден држач, една рака што го викаме за самата камера која што треба да се внесе во операционата сала. Не само во Македонија, во Европа генерално, луѓето се многу поконзервативни. Си го знаат својот начин на работа, се држат до тоа и многу побавно сакат да искористат некои новитети. До сега во САД имаме некои стотина случаеви, делумно се направени во кадавер лаборатории, делумно како клинички тестови, каде што сакаме да видиме не само да верифицираме нашата точност и прецизност, меѓутоа многу е важно и како нашиот систем му влијае на самиот хирург. Бидејќи ние не сакаме во никој случај ниту да го замениме хирургот, ниту да му влијаеме на работата. Во најмала рака сакаме да бидеме со подмилиметарска точност, што е фрапантно. Значи, нашите конкуренти имаат дури до 10 пати пониска точност со нивните уреди. Една од работите кои што е као главна причина зошто постојат навигацијски системи е дека кога хирурзи оперираат без навигацијски системи, конкретно као операција на рбет, имаме 20 до 30% реоперабилност. Значи, 20-30% од пациентите во рок од 4 години се враќаат назад во операционата сала. Така што таа бројка ние сакаме да минимизираме. Отворени сме и за продажба на системи во Македонија, и за директна соработка со хирурзи, и за клинички тестови кои што исто нам многу ќе ни помогнат за развој на идни верзии.
дополнително сакаме и да генерализираме на други делови од телото, сакаме да можеме да работиме и со колкови, понатаму со колено и така малку по малку да стигнеме до поддршка за генерална навигација ако тоа има потреба. Имаме некои рано истражување за замена на компјутерската томографија со магнетна резонанција. Ние моментално сме во она што го викаме инвестициски круг, тоа е или инвестициска рунда. Тоа е фаза во која што приватните фирми, за разлика од јавните кои што се на берза, собираат средства од инвеститори за да си ги подмират трошоците. Дали се тоа плати, дали се клинички тестови, кадавер лаборатории, сите трошоци кои што ги имаме, треба некако да се подмират.